почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска сме повторно пред антикорупцијската комисија да потсетиме на уште неколку сомнителни случаеви на корупција од страна на актуелните функционери на владата на СДСМ. Ги повикуваме и охрабруваме, а воедно и поддржуваме антикорупционерите да ги испитаат следниве случаеви на можна корупција во владата на Социјалдемократскиот сојуз. Да потсетиме дека Фондот за иновации го имаше најкриминалното делење на грантови пред точно 10 месеци. Десетици фирми со блиски конекции до владата добија грантови во вредност од неколку милиони евра, пари на граѓаните. Ги повикуваме антикорупционерите да испитаат како беа првично доделени грантови на фирмата Каст Инвест, во која што еден од сопствениците и вице-премиерот Кочо Андјушев, која што доби над 160.000 евра од Фондот за иновации. Како печатницата Гинис од Прилеп, чиј собственик е пратеникот од СДСМ Харило Квенец, доби 10 милиони денари грант од Фондот за иновации. Како беше можно баш снаата на Цветанка Ласкова, која е советничка на Зоран Заев, да добие дури 360.000 евра државни пари за фирмата за информатичка технологија Декодекс, кои планирале воедно да развиваат апликација? Како беше можно баш председателот на општинската организација на СДСМ во Кавадарци, Горан Тодоров, да добие 296.000 евра од Фондот за иновации за нова амбалажа и вкус на алоe вера за фирмата Кодинг Горска Доел? Како беше можно баш Александар Семенпеев, советникот на СДСМ во општина Богданци, кој е воедно и собственик на печатницата Софија Доел Богданци, да добие грант од Фондот за иновации во вредност од над 1 милион денари? Како беше возможно баш фирмата Тисенс, во која што малцински собственик е сопругата на министерот за култура, доскорешниот Асаф Адеми, да добие грант од 65.000 евра за иновација за софтвер за продажба на производи на скандинавскиот пазар? Почитувани, јавното обвинителство за истите овие случаеви отвори постапки кои никогаш повеќе не беа споменати, односно беа само со една цел да се замаа и дефокусира јавноста, па еве им простор на антикорупционерите, ако се подготвени, веднаш да ја спречат корупцијата, да ги отворат овие случаеви и да ги сведат до самиот крај. Благодарам.